сонуваја ноќва, љубов моја. И перуниките сонуваат во бунило. Не стивнува бурата во зеницата. Долината на сонот ја параат светкавици. Сенките лудо поигруваат на ветрот. Пепелта на мртвите не мирува. Длабока е ноќта. Те крунисуваат пеперуги. Трева сум. Нежно ти ја милувам звездата на чело. Вите си на сите неба. Ангел со цвет те кружи. Пие росата од моите дланки, љубов. Снежана Николовска е уште еден дебитант меѓу 20-тината млади поети кои во последниве неколку години ги објавија своите први книги. Интересно е да се напомене дека во ниеден бран досега во нашата литература не учествувале толку многу поетеси како што е тоа случајот со бранот на немладата македонска поезија. Покрај Олга Арбулевска, Марија Кокубајска, Катица Ќулавкова, Лидија Даниловска и Вера Чејкова, еве сега Снежана Николовска скромно, ненаметливо ги нуди своите 30 песни во книга под наслов Бура во зеницата. Ова стихозбирка може да значи известно изненадување со оглед на фактот дека речиси ниедна песна претходно на страниците на периодиката не го најави доаѓањето на Николовска, како што тоа беше случај со дел од нејзините врсници. Својот младишки занес поетесата го соопштува во рамките на една миниатурна форма на песната пишувана во слободен стих. Станува збор за непостојани, променливи расположби, за внатрешни дилеми и недоразбирања со надворешниот свет, за една збунетост пред големината и сложеноста на тој свет, кога преку стихот се отвора можноста да се посегне во неговиот механизам, да се фрли поглед кон неговата бесконечност. Таки притајани тивки чувства на радост и болката исполнуваат стихозбирката Бура во зеницата, во која Николовска ги прави првите, недоволно сигурни, но на места суптилни чекори на патот за изнаоѓање препознатлива артикулација на својот поетски говор. Ова ода, што се рецитира в тоцно доба, и оваа болка имаат една притока. Оваа река што лелека не е измислена лика, нит ока откопано злато. Оваа мачена слика има своје корито, тага ни минела под сито зборито и сега понорно тече и пече ко пеколница. Оваа свечена песна, што не врза за колено, прастаро и оголено добрина в црнина бели, ни магија не може од неа да не оттели. Стихозбирката Немолклива земја од Тришо Стојановски е во знакот на патриотски чувства и расположби. Раѓањето и смртта, мракот и светлоста, робството и слободата во стиховите од оваа книга стануваат синоними на конкретното историско минато на Македонија. Низа географски места и историски настани придонесуваат да се одредат межниците на инспиративниот простор, меѓу кои поетското интересирање понира вертикално во пластовите на немирното минато. Во песните испреплетени со навраќање кон историјата на Македонија, забележлива една битна димензија за пораката на оваа поезија, што е повлекува сознанието за судбинската ограниченост на човекот, но трајноста на неговите возвишени дела. Еден циклус во поезијата на Стојановски носи наслов «Стражар што бдее над зборот слобода». Јас не сум само римувана форма, вели поетот, туку и татков глас, туку и пушка и песна што се пее и стражар што бдее над зборот слобода. Слободата е повод поетот да се сврте кон силите што волнееле за да спечалат и да ја подарат на земјата што тој ја наречува немолклива. И поезијата на Тришо Стојановски како да е немолклива, таа има брстек, еднозначен, нерамен и рапав. Песната до својата исцрпувачка моќ е под обсесијата да го преточи судбинскиот талок на времето, да биде во дослух со него, да зборува за него. Битно е да се одбележи дека по тонот на изразување на патриотското чувство, песните на Стојановски се блиски со оние од првата повоена фаза на нашата поезија. Велиме по тонот на изразување, зашто во структурањето на песната, пред се во нејзината графичка решеност и на лексички план, се забележливи обиди за иновирање, барем во однос на патриотската поезија од типот што ни послужи за споредба, кои оставаат впечаток на пренасиленост,
но во исто време, како евидентни настојувања меѓу кориците на книгата Немолклива земја, формираат еден видлив белег, една нејзина карактеристика. На скршено рамо го кревам нагоре до врвот на душата. И две смесенки до лакти скинати со горчливост полни, празните глобови солзат. Две смесенки, две суштества јасни, две намовнати кожи со две на две по две судбини прокоба што не должи. Надолу, ту воздишки сме, ту зазбивтани жили, умората не заплеткува в треви. И одново сме сами. А смртта не втасува ни сенката да си ја следи. Душица Тодоровска дебютираше во македонската литература во 1971 година со стихозбирката Фреска на срцето. Имавме прилика уште тогаш да забележиме дека поетската визија за смислата на живењето Тодоровска ја градеше како антипод на бесконечноста, односно дека сознанието за ефемерноста како една од главните ознаки и компоненти на човечкото суштествување за поетесата представуваше мерник за пореално согледување на димензиите на животот. Врз ова сознание кое на поетскиот свет од Фреска на срцето му даваше извесен обединувачки белег, се чини се темели и новата поетска книга што се појави под наслов Сизифина. Тематската основа на оваа стихозбирка всушност е во просторот на една можна паралела меѓу екзистенцијалната сушност на митот за Сизиф и женскиот сензибилитет во доживувањето на постојаните порази и повторно вратената верба во обстојувањето. Најчест мотив во песните на Тодоровска се љубовта, осаменоста, споменот, молбата, заклетвата, стравот. Во еден добар дел од оваа книга станува збор за интимен дневник во кој место меки, разнежнети штимузи доминира, би рекле, една сизифовска тежина. И тежината е како душата, пишува Тодоровска, огорчена од горчливоста на смртта, ожеднета од жедноста на сушата, онемена од немоста на крвта. Сизифина е стихозбирка без одредени докази за следење на линија на една поетика, на една определба, како што е, например, определбата за темата која овде е прилично заокружена. Констатирајќи дека поголем дел од стиховите се на нивото презентирано во Фреска на срцето, одма треба да подвлечеме дека песните од овој формат ја дават главната вредносна карактеристика на Сизифина. Обидите правени во еден дел од песните да се излезе од надвор од границите на овој домен, непретенциозен во однос на остварување на повисоки поетски вредности, воделе до замаглување на мотивот, до разгранување на значењата на стиховите во небулозен сплет од асоциации. Онему каде што успеала да одолее на потребата за такви обиди, потреба која Тодоровска чувствувала, како што сега ние како читатели чувствуваме потребата за резултатите од таквите обиди, напишала песни кои сведочат за нејзините реални поетски можности. Тоа се песните од типот на Стопатник, Стеблото на љубовта, Бол и Големиот камен. Поначесто во нашата литературна јавност се подвлекува дека подрачјето на литературната есеистика, литературната критика, литературната публицистика е дефицитарно подрачје. Во последно време, како да нашата литературна пракса ги демонтира тие констатации. Неодамна во издание на Скопската издавачка куќа Култура излезе книгата есеи Доближувања на Луан Старова. Веднаш би подвлекле дека оваа книга е токму една од оние што на два плана, како да ги негира, ги отфрла тие констатации за дефицитарноста на литературната есеистика кај нас. Бидејќи книгата Доближување на Луан Старова е една извонредна илустрација на тој ангажман што во последните години го констатираме во нашата литературна практика. Должен сум веднаш да укажам дека овие есеи тематски главно се лоцирани во широкиот простор на француската литература и јазик, каде што по професионална ориентација Луан Старова и припаѓа. Прилозите што ги содржи оваа интересна книга. Во првиот свој дел, озаглавен Литература и хоризонти, има главно теоретски контекст. Овој дел е и најобемниот во книгата. Третира
проблеми кои што на литературниот есеј кај нас му даваат димензии на едно најсовремено поимање на тој вид пишување, му даваат тежина на една комплетност, па можеме слободно да констатираме, да заклучиме, со оглед на тоа што во периодиката последниве 2-3 години овие есеи беа во оптек, дека во лицето на овој автор македонската литература добива расен есеист од повисок ранг, од европски профил би рекле, чии теоретски љубопитства импонираат со својата извонредна информираност, чии мисловни пробиви ги гибаат најсуптилните проблеми на современата литература и чија компаративистичка определеност значат се насе една нова насока што ни открива вистинско богатство од размисли, од асоциации и преку кои се разнообразува живиот тек на самата наша литература. Токму овие карактеристики може би проличуваат во првиот прилог, наречен озаглавен литературните посегања кон универзумот, каде што Старова се обидува да проговори за идејата на космополитизмот во литературата, разгранувајќи ја уште во незината генеза од античкото време, па се до нашава сегашност. Таа идеја тој ја наречува прометејска, ја определува како состојба на духот во историјата на човештвото, идеја која секогаш ги надживувала своите протагонисти, своето време. Прилогот од Корнатик во литературата е посебно замлив. Според мене тоа е и најоригиналниот есеј во книгата на Старова. Оваа тема значи едно логично продолжување на започнатите размисли во претходната, во врска со литературните посегања кон универзумот. А тоа беше идејата на космополитизмот во литературата. Авторот во есејот од Корнатикот во литературата настои да разгрне еден сериозен проблем на модерните литератури. Немирот на селењата, постојаната дислокација, менувањето на прапостојбината и така натаму. Ова литературно ахасверство Старова настои да го погледне од аспектот на новото одразување на литературната инспирација, зашто знае дека тоа не е никаков нов проблем, оти тоа е состојба што се има континуитет во историјата на литературата. Има предели на земјата за кои може да се рече да беше тој и тој поет, ќе можеше да се напише вистинската химна. Има песни што не се пишуваат и кои никогаш нема да бидат напишани и не ќе завршат во графичка илузија. Песната не мора да заврши само во текстуален чин. Таа може да продолжи како човеково надополнување, разбранување на сензибилитетот или избогатување на еден предел. Артуро Камачо Рамирес, прославен колумбиски поет во летото на 1971 година на Сршките вечери на поезија, ја пишуваше својата никогаш незапишана песна, песната што сакаше да му ја пренесе истата година на неговиот голем пријател Пабло Неруда. Веруваше дека само Пабло Неруда можеше да ја открие незапишаната песна, песна од Струга. Веруваше дека оваа песна ја чинеше непотполна големата поетска карта на светот, што Неруда ја дополнуваше до крајот на својот живот, враќајќи се повторно во својот центар, во родното Чиле, за да умре во неговите отворени гробови. Во времето остана неисполнетото ветување на Артуро Камачо Рамирес да дојде во идната Струга со својот пријател Пабло Неруда, со кого покрај поетскиот го поврзуваше и амбасадорскиот позив. Таа година и обајцата беа амбасадори на своите земји во Париз, по толку другарувања во различни земји во светот. Се сеќавам на зборовите на Рамирес. И сега сум со Неруда во Париз. Се гледаме постојано. За нас, латиноамериканците, особено за Неруда, Струга, луѓето и поезијата може да представуваат големо откритие во животот. Ќе се открие некакво дополнително дејство на сонцето врз лицата на луѓето, што не достига во нашите краишта. Ќе се откријат нашите продолжени предели, а за луѓето и да не ви говорам. Јазикот што го говориме ќе биде најмала пречка да се разбереме. Се е веќе подготвено за големо разбирање, доближување. Има во тие
предели скриени метафори што може да ги открие само поетскиот компас на Пабло Неруда, потолку откриени метафори во сите предели на светот. Познат е текот на настаните. Идната година беше поканет да учествува на Струшките вечери на поезијата Нобеловецот, а сега добитникот на Златниот венец Пабло Неруда. Еден вулкан во Чиле проработи. Беше тоа црниот вулкан на фашизмот. Неруда мораше да биде таму со сета поетска сила да го згасне. Остана за секогаш закопан во утробата на Чиле, за чии тајни пееше низ целиот живот. Од Струга повеќе не се врати ни Артуро Камачо Рамирес. Го напушти Париз, во нашите спомени останаа напишаните и ненапишаните песни. Кога се зафатил со пишувањето на оваа книга со наслов Театарот во Македонија, авторот Ристе Стефановски започнал една не многу благодарна, но секако многу благородна работа. Да ги одбележи прапочетоците и да го проследи развојот на сценското дело на подрачјето на Македонија, почнувајќи од ритуално-верските игри на дарданците, тие пресловенски жители на овој простор, преку елинско-римското време со неговите познати циркуски и театарски игри, па потоа преку турскиот период со Медахи и Караѓос театрите, па уште може и пред тоа словенските, старословенските игри со значење на исто така ритуал, тие така наречени бесовски, сатански игри, од кои попатно речено и денеска можеме да најдеме остатоци во Русалиите. Па дури до денешниве дни, кога ги разгледува прашањата на современиот театар и современото театарско дело со трите гранки, драмата, операта и балетот. Јужните словени се населиле на Балканскиот полуостров во оној илирски период од својот развој, кога веќе имале собствена материјална и духовна култура. Тие ги донеле своите обичаи, своите песни, легенди, поговорки, гатанки и приказни, своите музички инструменти и бесовски игри. Тие имаа и своја специфична драмска, театарска уметност, што почнале да ја збогатуваат и доизградуваат во новата татковина, во новите сосем поинакви историски услови во непосредна близина на другите несловенски култури. Македонските словени, што му припаѓале на речиси најголемото словенско племе во Македонија, березитите, брсјаците, и во Скопската област продолжиле да ги одгледуваат и одржуваат старите обичаи од прататковината. Организирале редовни прослави во чест на врховниот бог Перун и Дашбог, Дајбог, кои заземаат најзначајни места во нивната доста богата и комплетно заокружена митологија. Тогаш ги изведувале своите бесовски игри со бесовски песни и музичка придружба во средишните делови на своите населби сред село Средеград. Така било и во Скопје, каде што и до ден денес се зачувани остатоци од некогаш наполно таинствениот и морничав култ кон змијата. Жителите на градот доаѓале да ги гледаат бесовските игри, што се во суштина вистински почеток на словенскиот театар во Македонија, а и во некои други словенски земји на Балканскиот полуостров. Појавата на така виканите бабари, василичари, представува нова повисока форма на театарската уметност. Бабарските, василичарски игри се одликувале со диалози, песни, игри, маски и пантомимски движења. Точно овие бабарски игри создадоа услови за појавата на средновековниот театар во Македонија, иако црковните власти и натаму ги гонеле и забранувале. Меѓутоа, некои феудалци се покажале како големи заштитници на театарските игри. Познато е дека македонскиот севастократ Стрес, откако се одметнал во недостапна тврдина Просек, над бујниот Вардар си изградил собствен театар каде што седел, пиејќи, играјќи и веселејќи се. Во тие времења артистите прикажувале најмногу разни комедии со маски врз лицето, облечени во разна облека со музичка придружба на густиња, тапани, двојни кавали и други инструменти.
Некои зачувани фрески ја потврдуваат целосно оваа вистина. Така, на пример, во познатиот манастир во Старо Нагоричани постои фреската Подбивка со Христос. На композицијата се прикажани и артисти скоромахи. Во текот на 12-тото столетие имало случаи кога некои представи биле изведувани и во просториите или дворовите на некој манастир. Се разбира дека тие представи содржале верски мотиви и дека со тоа беа обновени постари црковни драми, можеби Цар Ирод, Аврамовата жртва, Прекрасниот Јосиф и така натаму. Во 13-тиот век театарските представи во Скопје и во другите области на Македонија веќе биле поблизу до стварниот живот воопшто. Во суштина, тоа било влијание на Ренесансата, што се пробила дури до Скопје со посредство на дубровничките трговци. Развојот на вистинскиот театар во средновековниот театар во Скопје бил спречен со пристигањето на османските освојувачи во Македонија. Османците му го одзеле Скопје на феудалниот владетел Крале Марко на 6 јануари 1392 година. Тогаш почнало постојано упадање и стагнација на градската култура во овие краишта. Традицијата може би била продолжена во некои скопски манастири, каде што игумените биле луѓе со пошироки сваќања. За да почне човек една ваква работа, сигурно се предполагаат известни предуслови, известни презнаења, би рекол. Пред се, особена љубов, приврзаност кон работата што се врши, а секако и, како што реков, презнаења. Кај Ристе Стефановски тие предуслови се многу видливи. Тој повеќе од 30 години животно е сврзан со театарот. Вредноста на книгата на Ристе Стефановски е дотолку поголема што тој е прв ваков труд во нашава земја, мислам во Македонија. Вистина, не малку е пишувано кај нас за известни периоди од театарскиот живот. Тука мислам пред се на книгите на Ацо Алексиев, потоа на поединечните написи од Јован Бошковски, Васил Илјовски, Илија Милчин и други, но во сите нив театарското дело се разгледува како литература, додека во трудот на Ристе Стефановски предимно се обрнува внимание на сценското остварување на тие драмски дела. Така што во него се проследува развојот на театарот во таа смисла што театарското литературно дело добива свое остварување на сцената и станува театарска представа. Голем е придонесот на Чернодрински за развојот на македонската драма и театарот во современо значење на поимот. Оттаму е основоположник на македонскиот театар како што денес го имаме. Тој е универзален дух кој во својата работа внесуваше јасни, не само уметнички, туку и револуционерно социјални пораки. Затоа ни е и толку близок на денешните генерации и не помалку актуелен од времето во кое действуваше. Мислам дека искрено искажувањето на авторот на оваа книга, кога вели, ќе цитирам, не можело со овој потфат да се даде целосен историски пресек, ниту сеопфатен аналитички осврт на сценското творештво во Македонија. Меѓутоа, јас мислам дека е сосема доволно кога со оваа книга се постигнало на едно место да се соберат податоци за развојот на театарското сценското дело во Македонија и со тоа да се пополни една, би рекол, празнина во културната историја на нашата земја. Во секој случај, овој труд на Ристо Стефановски ќе остане како еден разработен увод за идната историја на сценското дело во нашава земја. Нешто што треба особено да се одбележи како позитивна појава во оваа книга, тоа е што авторот, откако ќе утврди еден факт, за него или ќе даде свое собствено мислење, или пак, што е многу почест случај, ќе побара мислење од други автори за да се потврди тоа што тој го рекол за определен настан или за определена изведба на некое сценско дело.
Вакви примери во книгата има многу, но јас би го спомнал само примерот со оној скеч петоимениот Ѓоре, кој борците понатаму го крстиле Ѓоре Магарески. Тоа е прв скеч во Народноослободителната војна во Македонија. Тоа е дело од Владо Малески Тале, кому во таа работа му помогнале, како што се вели, и Лазо Мојсов, и Петре Богданов Кочко, па и некои други борци. Развојот на театарските уметности и воопшто на театарскиот живот во Скопје забележа вистински подем во сите области на сопствениот развој, дури по ослободувањето. Меѓутоа, патот по кој се минуваше од првите денови досега беше напорен, трнлив и разновиден. Беше неопходно да се тргне од самиот почеток, без достатно кадри и средства, без собствена традиција. Поради низа историски причини, поради крстосувањето на интересите на велесилите во самата Македонија, во блиското минато на македонскиот народ, поради денационализаторските пропаганди на слободните балкански државни монархии, македонците беа принудени да водат необично жилава и долга борба за издвојување на најосновните национални права и слободи. И дури по ослободувањето на земјата и по создавањето на Социјалистичка република Македонија, македонскиот народ доби можност да го употребува сопствениот јазик и да создава на него врз основа на наследените национални културни вредности од минатото. Поради спомнатите причини се дојде до парадоксот. Книжевноста на нашиот народ да почне слободно да се развива со заоцнување од неколку столетија, иако од македонската почва, од Солунско и Охридско, почна да се шири словенската писменост и да се создава и цути книжевноста на словенските народи. Не би сакал да речам дека во книгата на Рисе Стефановски нема известни слабости, известни неотпорности. Такви ги има и не е ни чудо што ги има. Вакво едно дело мора да содржи такви слабости. Тие слабости, според мене, се состојат, да речеме, во тоа што тој најмногу го разгледува сценското дело во Скопје, додека во другите градови во кои исто така тоа сценско дело се развивало, помалку му обрнува внимание. Потоа има непрецизности во изразите, во имињата на известни настани, па и во занимањата на личности и слично. Меѓутоа, како што рековме, тоа може да се случи, но идните историчари на театарското, посебно на сценското дело во Македонија, сигурно ќе дадат пообстојни, постудиозни, пошироки дела, а при тоа верувам дека тие ова пионерско дело на Ристо Стефановски не ќе можат да го прескочат, туку напротив, тоа веројатно ќе им служи како поттик, а можеби и како патоказ.